Цивил медија. 8 март е ден кога се одбележува борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност со мажите. Ден за да се сетиш дека некој некаде се борел за ти да не си граѓанин од втор ред. Небитно месо и не важи член во општеството, што е тука само да раѓа, пере, пегла, чисти и нема право на глас. Ден за да се срекна дека можеш да работиш и заработуваш и да не зависиш од никого и да не ти пречи и да не ти се курчи никој и да не сметаш дека те поседува. Ден за твоето подобро утре на сите жени околу тебе и тие после тебе, бидејќи сметам дека и транс жените се жени, а не жени кои што слушаат транс музика. Првиот колектив на сексуални работници на Балканот Стар се вклучува во борбата за еднакви права на жената по повод одбележувањето на 8 март. Стар има за заедничка цел, а тоа е унапредување и промоција на правата на сексуалните работници во Република Северна Македонија. Како последица од непрепознавањето на сексуалната работа како и секоја друга работа, нерегулирањето на законите кои ги таргетираат сексуалните работници во однос на нивните права, како и нееднаквиот третман на сексуалните работници ги поттикнува истите во се поголем број да дадат поддршка во борба на жените за родова еднаквост, еднакви права, слобода и солидарност. Со препознавање и признавање на сексуалната работа како работа ќе се овозможи поголема социјална и правна заштита на сексуалните работници согласно со законите за работни односи. Сите граѓани на Република Северна Македонија, вклучувајќи ги сексуалните работници, имаат право на работнички права, согласно меѓународното право на заштита на човековите права. Сексуалните работници имаат право на работа, на слободен избор на работни места и на праведни, поволни работни услови и заштита од невработеност. Непрепознавањето на сексуалната работа како работа има негативна последица врз работните услови на сексуалните работници, со што им се одбива заштита која инаку ја имаат работниците со законите за работни односи. Сексуалните работници треба да можат да одредуваат без пречка или притисок од други природата и условите на сексуалните услуги кои ги нудат. Сексуалните работници имаат право на безбедни и здрави работни места, затоа е потребно да имаат достапни, точни и најнови информации за здравјето и безбедноста, независно дали се вработени некаде или се само вработени. Сите луѓе имаат право да се третираат со почит на нивното работно место и да не бидат сексуално малтретирани. Работните места во сексуалната индустрија, како и сите други работни места, треба да промовираат почит и слобода од злоупотребување и малтретирање на сексуалните работници. Сексуалните работници треба да имаат право на еднакви социјални и други бенефиции кои произлегуваат од работните односи, вклучувајќи и платено боледување, платено породилно и мајчинско боледување, празници и право на бенефиции при невработеност, доколку нивниот работен однос се прекине или доколку се решат да ја напуштат сексуалната работа. На ниедна личност не треба да се ограничува вработувањето или да биде отпуштена од работа поради вклученост во сексуалната работа. Цивил медија.